Навршуваат првите 7 од вкупно 30 дена притвор кои му беа одредени на доскорешниот претседател на Фудбалската федерација на Македонија, Муамет Сејдини. Не можевме да знаеме што точно се случува и дали се случува во постапки во кои што ние директно не сме учествувале како општина. Додека обвинителството ја истражува позадината на изградбата на трибина на стадионот во Охрид, зашто Сејдини се товари дека е злоупотребил службената положба, од ФФМ велат имало и други такви обиди. Постапката речи се ке беше пресликана во Кичево, доколку сегашното раководство на Фудбалската федерација на Македонија не го стопираше така наречениот проект за изградба на трибина на стадионот во Кичево. 360 степени тропна на вратата на сите инволвирани во потрага по повеќе информации. Зашто точно се сомничи Муамет Сејдини во случајот што ја потресе куќата на фудбалот? Во декември 2024 година беше означен почетокот на изградбата на нова западна трибина на стадионот Билјанини извори во Охрид. На настанот меѓу присутните беа и тогашниот претседател на ФФМ Муамет Сејдини и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Деновиве пак на стадионот бевме само со градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Муамет Сејдини е во притвор. Пецаков вели дека кога почнувала изградбата, ништо не навестувало можна проневера. Почетокот на изградбата, како што кажавте, беше најавено, што за мене беше гордо, затоа што при договорот за изградба на оваа трибина помеѓу општина Охрид, за донацијата за изградба на нова трибина од УЕФА и ФФМ и соработката со општина Охрид требаше да представува заокружен стадион со трибини, односно со стадион кој што ќе има капацитет, вклучувајќи ги трибините позади головите, околу 8.500 гледачи, што и нормално осветлување и хибридна треба, што би представувало стадион со А лиценца и можност за репрезентацијата да може да настапува надвор од Скопје. Така да, она кое што го започнавме како општина за на крај да добијаме нормално со наша инвестиција од отприлика 6 до 7 милиони евра дополнителни во наредните 2-3 години, беше целта да имаме заокружен стадион. Сликовито. Пецаков објаснува дека во септември 2021 година пуштена е во употреба источната трибина, како заедничка инвестиција на општината и ФФМ. Ова, чија изградба е во тек и за која осомничен Сејдини, е западната. Во иднина со инвестиција на општината, како што најави Пецаков, треба да се изградат северна и јужна трибина. Со тоа стадионот би бил целосен. Средствата за изградба на новата трибина ФФМ ги обезбедила од Унијата на европските фудбалски асоциации УЕФА преку програмата Хет-трик 6 за ревитализација на спортски терени и инфраструктура. Во ФФМ велат дека откако добил одобрение од управниот одбор, тогашниот претседател Сејдини побарал понуди од 3 фирми. За најдобра била избрана онаа на компанијата Energoinvest Trade, која требало да ја изгради трибината за 3,3 милиони евра. Симптоматично во целата оваа ситуација е тоа што во рокот само една седмица, 7 дена, имаме ФФМ праќа повик за добивање на понуди, истите експресно се доставени во Фудбалската федерација на Македонија, направена е веднаш евалуација и избран изведувач, односно Енергоинвест, на комитет за итност. Целата таа постапка за изградба на трибина во Охрид со цел проект е направен во нецели 7 дена. Целиот процес се одвива кога е јасно дека Масар Омерагич станува претседател на Фудбалската федерација на Македонија, односно нецел месец до изборното собрание на Фудбалската федерација на Македонија, после поднесената оставка на Муамет Сејдини. Но, иако изведувачот тоа не го побарал, ниту во барањата за доставување понуди било наведено како можност, Сејдини, спротивно на одлуката на управниот одбор, вметнал дополнителен услов во склучениот договор за авансна исплата на 20% од вкупната вредност, или околу 660.000 евра, без обезбедена банкарска гаранција. По ваквите наоди, ФФМ се решила за поведување дисциплинска постапка и на почетокот на февруари годинава изрекла дисциплинска мерка за својот поранешен претседател, кој е делегат на собранието на федерацијата. Забрана за вршење функција во траење од 2 години. Немал право тогашниот претседател за вметнување услов за исплата на аванс во договорот со Енергоинвест, што е спротивно на прифатената понуда и со таа постапка, како што реков, го измамил и го довел во заблуда управниот одбор на Фудбалската федерација и е нанесена сериозна
материјална штета на куќата на фудбалот. По ова, основното јавно обвинителство Скопје отвори истрага, а полицијата го уапси Сејдини минатата недела на 23 април. Поради основано сомнение дека сторил кривично дело, проневера во службата од член 354 став 3 во врска со став 1 од кривичниот законник. Осомничениот во периодот од ноември до декември 2024 година како службено лице, претседател на ФФМ, прибавил противправна имотна корист од околу 660.000 евра за правно лице од Скопје, односно износ што надминува значителна имотна корист. Ден потоа на барање на обвинителството, кривичниот суд му определи мерка притвор на осомничениот Сејдини во траење од 30 дена. Покрај се, од куќата на фудбалот велат дека не се откажуваат од идната трибина. Според Фудбалската федерација на Македонија, нова трибина на стадионот Билјанин извори во Охрид сепак ќе биде изградена. На терен забележливо е дека повторно е активна градежна механизација, но овој пат изведувач е друга компанија. На старата информативна табла кај стадионот, на местото предвидено за изведувач, стоеше името на компанијата Energo Invest Trade. Сега е залепено името на компанијата Pроминг Доел. Раскинат е договорот со Energo Invest. Надзорот на стадионот и општина Охрид како коинвеститор потврдија дека Energo Invest не е воведен во работите согласно временската рамка која што е во договорот. ФФМ со нов повик избра нов изведувач, кој веднаш започна со работа и кој што фактурира по завршена времена ситуација, без авансни уплати. Во ФФМ имаат индиции дека истата постапка како во Охрид ќе била пресликана и со проект за изградба на трибина на стадионот во Кичево. И таму требало да гради компанијата Energo Invest, но сегашното раководство го раскинало договорот. Во овој случај, ФФМ исплатила аванс од околу $500,000 евра, но со банкарска гаранција, па така средствата се вратени во буџетот на федерацијата. Во овој случај, спорно е тоа што се исплатени близу 50.000 евра за времена ситуација, односно за испумпување на подземна вода. А подоцна, за истата таа работа, се фактурирани дополнителни близу 125.000 евра, како втора и трета времена ситуација, кои се разбира не се исплатени од сегашното раководство, од едноставна причина што геомеханичките испитувања кои сегашното раководство на Фудбалската федерација на Македонија ги побара, потврдуваат дека таму не е регистрирана појава на ниво на подземна вода. Во федерацијата велат дека теоретски е возможно во иднина УЕФА добро да размисли дали и како ќе финансира проекти во Македонија. Потенцираат дека сега многу повеќе се внимава на начинот на трошење на средствата од УЕФА. Секоја ситуација се документира, се преведува, се праќа во УЕФА. УЕФА, согласно тоа, дава насоки дали е во ред и се продолжува понатаму. Имаше некаква реакција на УЕФА? Тоа е сепак интерна, внатрешна работа на ФФМ. Ви потенцираа нешто, ви посочија нешто, можете да споделите било што? Се разбира дека Загриженост и некаква? посочија и потенцираат. Според информации на 360 степени, правен застапник на Сејдини е адвокатот од Кичево Шкодрана Лили. Два пати се јавивме во неговата адвокатска канцеларија, но иако ни ветија, не успеавме да разговараме со него. На телефон Зоран Јовановски, новинар во 360. Не одговори ниту на поканата по Вибер пораки да ја презентира страната на својот клиент. Од компанијата Energo Invest пак за 360 степени велат дека и досега работеле на проекти за време на претходни раководства на ФФМ и сите биле целосно, успешно и навремено реализирани. Еден од тие проекти, меѓу другите и постоечката нова трибина на стадионот Билјанин извори во Охрид, која е во функција на ФФМ и е во употреба веќе неколку години. Во врска со статијата на која работите, ви информираме дека договорот за изградба на трибина на стадионот Билјанин извори во Охрид беше потпишан помеѓу нашата компанија и ФФМ врз основа на економски најповолна понуда и целосно согласно позитивната законска регулатива. Стадионот во Охрид е дел од спортско-рекреативниот центар Билјанин извори, во кој има и спортска сала и со години недовршен затворен базен, како слика за односот кон спортот во земјава.
Градоначалникот Пецаков вели дека инвестициите во билјанини извори треба да продолжат за центарот да ги добие потребните услови. Место каде што би се припремале како многу екипи, така и национални тимови поврзани нормално со Македонија, пред се заради одличните услови кои што надморската висина и Охрид како град ги нуди. До тогаш, посетителите на стадионот во Охрид, наместо во нова трибина, ќе продолжат да гледаат во багерите и арматурата, надевајќи се дека овој пат таа ќе биде изградена врз поздрави темели.